Да се биде! Денес навивач на фудбалскиот клуб Вардар е повеќе од убаво. Пред само 2 часа молневито се прошири веста дека на силниот меѓународен турнир во Џепчишта екипата на Вардар во финалето ја совлада екипата Долно Ростуше по изедување на пенали, откако надпреварот во регуларниот тек заврши 0-0. Добра вечер. Вечера го отвараме досието Вардар. Вардар пред повеќе од 20 години, драги гледачи, и не беше некој голем клуб. Играше во некоја селска лига со некои исто толку селски тимови од Србија и Хрватска како Црвена звезда, Партизан, Хајдук и Динамо. И често ги победуваше. Но тоа време помина и дојде друго, славно време. Новото време донесе со себе нови ликови кои влегува во Вардар. Одеднаш Вардар, кој беше навикнат да победува селски клубови во таа југословенска селска лига, сега во македонската почна да губи од сите, зашто во македонската лига нема ниту еден селски клуб. Сите клубови се градски, од Делчево, Пехчево, од Кратово, Брвеница, Арачиново и други. Но, има ли тука место за паника или не? Ова панично прашање го поставуваме на случајните минувачи. Дома. Дома на друго место не? На работа. На работа. Кафичи, сега солариуми, не беше по солариумите. Во куњата, дома, и ако се со помали дечиња, до парк покрај кеот, поготово во летните горештини и викендите нормално на рекреативните центри. У кафане? Во кујна, знаеш што друго да речам. Во кујна. Во диско, во... Не знам, со пријателки, со другарки, со кои ќе избегаат од мажите. Се знае по концерти, во паркот се шетаат. Е така. Се дружат по кафани, по така. Манчестер, па Динамо, Москва, Шалке 04, што ви треба друго? Не знам никој. Јас знам. Манчестер Юнайтед, Интер и Барселона. Па Бајерн, Ајнтракт, Милан и така натака. Па мислам дека Барселона, Реал и Милан. Што знам, Барселона, Милан, Интер, Арсенал, Ајакс. И како што и мислев, после оваа анкета можеме само панично да заклучиме дека место за паника, драги гледачи, нема. На слично мислење и сегашниот финансиер на Вардар, Орце Камчев, кој тврди: мене не ми е зор за ништо. Мене во Вардар ми е супер. Еве, пред известно време изгубивме од Кумановски Милано 9-1. Ама тоа окей, зашто знаеме сите кој е Милано од Куманово. Милан од Милано или Милано од Куманово исто му се фаќа. Победата против Долно Ростуше полека не враќа на колосек. Ќе ни биде добро. Вака завршува господинот Камчев. А сега, да видиме што нова мисли нашиот колега од спортската редакција, господинот Ѓурчин Кокале. Го сакам Вардар поише од себе, кој ќе стигне сио пегла. Ама тоа не ме плаши. Напред Камчев, напред наши. Ти бе, за кого навиваш? За Манчестер Юнайтед, например. Од кога навиваш бе ти за селски клубови? Ке ти дотерам ја тебе памет у глава. Копук еден, за Манчестер ми навива. Вардар, за Манчестер. Знаеш што е? Знаеш ли што е? Што е? Ни јас сега не знам што е. Ама ќе ти кажам друг пут. Не мора некој да знае што е топка, за да го води Вардар во нови победи. Тука, пред се мислам на Камчев. Тој, например, нема појма дека фудбалот се игра на 2 гола, ама има визија. И тој Бил Гейтс не знал да вклучи компјутер, па стана шампион во софтвер. Каква врска има сега Бил Гейтс? Од каде во? Шо од каде бе? Кога не тренирам, читам компјутерска литература. Ја не сум било кој бе. Јас сум Кокале. Ѓурчин Кокале.
Што мислиш ти? Дека е заебанција да победиш еден фудбалски гигант као Долно Ростуше? Пушти го Манчестер да игра во тетово или во Чепчиште па да видиш како ќе си помине. Тие Руни и Роналдо 3 месеци нема да излезат од болница. Ај да ги видам да победат против Шкендија на гости. Вардар, например, ја победил Шкендија на гости. Јадел Ќутек, ама некако ја победил, значи Вардар е подобар од Манчестер. Ај сега, одам на градски, имам тренинг со голманите на Вардар. Им фрлам ситни пари и кој прв ке ги собере, добива пофалница со мој подпис. А сега да ги погледнеме работите од женска перспектива. Време е за големата мајка. Лила, не ми се веруе просто. Па оваа новава управа на Вардар, освен што ги брка сите тренери, сега ги брка и женските и сопругите на фудбалерите. Јас примерно му бев женска на голманот на Вардар и ми дојде од управата замисли и ми рекоа дека веќе не смеам да му бидам женска, зашто сум го деконцентрирала пред надпревари. И наместо да примал по 15 гола, на меч примал само по 9. Ма фуј, 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 фуј! Голема мајко, сега си препуштена сама на себе. Да луташ како глува кучка по земја. Лила, не верувам. За скитање, ке скитам, ама по странство. Ке одам во Милано, да. Знаеш, дека сум владен експерт за економија. И примерно, ако се поврзам со газдата на тоа клубот кој воедно е нов премиер на Италија, Лиле, како се викаше само... Се вика Силвио Берлускони. Да, бе, тој. Тој Силвио, гледам има симпатија кон Грујо наш. Сега, откако ќе се поврзам со Силвио, Силвио ќе прати инвеститори во Македонија. А плюс тоа, неговиот клуб има исти бои како Вардар наш. Ако не ни прати инвеститори, барем да му земам дресови за соиграчиве на голманов мој. А немаат сиромашките. Ајде, одам јас. Бај. Не. Чао, аморе. Тоа беше големата мајка, секогаш подготвена да ја помогне на државата. И се разбира на по некој фудбалски клуб. Ортак, ај фрли на заем 200 евра, а? Ќе ти ги вратам во петок. Ајде бе, во кој петок? Во оној после четврток. Бе глуп. Немам пари бе, немам куче кај да ме гризне пари. Немаш, а? Сега ќе најдем едно што ќе најде како да те укаса. Не бе. Ало, Урко? И трпеам овде. Не, те молам. Еве. Кажи барем за шо ти се? Да платам за да го ископаат со копачи теренот на градски стадион. Па, кај ќе игра после Вардар работнички репрезентацијата? Може да играат по свадби, а може и да садат текви лубеници на градски стадион. Нивни проблем, бе, Ортак. Имам директива од Грујо наш, како експерт за земјоделие, да го искористам секое парче земја на градски стадион за да засадам бостан за извоз. Па, на градскиот секогаш се тркалале топки. Сега, замисли што ќе биде ако посадиме бостан. Моја предпоставка, брат, беше дека по некоја инерција тоа ќе биде многу квалитетен бостан. И така од фудбалов во земјава никој аер не видел. А освен тоа, Вардар е должен 3,5 милиони евра. Ако не се најде купец, треба да оди под стечај. Па, од кај се ова ново за мене? Шептански ми шепна пред некој ден, Ортак. Тој како веде директор на клубот и адвокат со патриотски бекграунд има увид во состојбите. Добро, ако е патриот, што се водил со Камчев? Камчев не е патриот. Камчев е тајкун од раѓање. Немам поим. Не ми е ни важно. Ортак, види, тоа што ми позајмуваш пари од време на време не го сваќај како лична навреда.
Глупо е со и тринама што имам да си ги плаќам расходите од джеп, нели? Биди така. Искрено да ви кажем, овој Пејо почна да ми оди по нерви. Цела плата на него ја потрошив. Синко, да ти кажам за една мала од правен факултет. Абе, сите пари ми ги зема, да не... Ај, ќе ми кажеш после за тоа, сега временската прогноза. Окей. Добро, дете. Тогаш прво за времето, а после ќе ти кажам за онаа од правен факултет. Втора година. Времето нема да донесе ништо ново, кога е во прашање Вардар и неговите настапи во Македонската лига. Јас прогнозирам дека пак ќе губи со ракометни резултати, но затоа пак ќе победи на следниот меѓународен турнир во Липково, каде што во финалето ќе ја совлада екипата на Зајас со службен резултат, откако на полувремето соблекувалната на Вардар ќе биде гранатирана со золја од кинеско потекло. Може ли сега да кажам нешто за таа втора година правен факултет, да не почнам да зборам? Ќе ми кажеш, ама да го одјавиме дневникот. Може така? Драги мои, толку од мене. Имајте пријатна вечер и добра ноќ.